Почитувани гледачи, пред 2 дена во Велес се одржа еден интересен настан, веќе добро познат за припадничките на понежниот пол. Имено станува збор за манифестацијата Сладоледијада, која е во организација на Сдружение на жени за мултикултурни активности Креација 2009 година. Ова утро во студиото на К1 ја имаме господјата Рајна Стојанова, председател на Сдруженијето. Добро утро за вас и добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Така. Најпрво пред да проговориме за манифестацијата, би сакала нешто да споменеме за друштвото, на чија иницијатива е основано, колку време постои, колку членови број? Значи, Сдруженијето Креација 2009 формирано е во 2009 година, што ни кажува и самото име. Иницијатор за формирање на истото бев токму јас, заедно со една група на ентузијасти жени, кои што несебично и до ден денешен ме поддржуваат и заеднички ги спроведуваме сите замислени активности. Сдруженијето претходно 2 години функционираше, тоест не беше формирано како сдружение, меѓутоа ние како иницијативен одбор исто така ја спроведувавме манифестацијата, како и уште една друга манифестација имавме, тоа беше новогодишна тортијада. За да подоцна во 2009 овој наш интерес или заложба за искажување на креативноста во одредени работи го преточиме во формирање на самото здружение. Денеска здруженијето брои околу 200 членки, од кои што 30 постојано активни. Значи, за било која активност да се спроведе, ние имаме на располагање 30 членки кои што може да прискокнат во помош и одредена замислена ситуација да ја оствариме. На кој начин функционирате? Функционираме така што спроведуваме одредени активности. Така, мислам дали имате состаноци, како ги договарате сите тие активности кои што се спроведуваат? Да, точно. Значи, функционираме на база на, како секое здружение, по законот на Сдружение за граѓани и фондации, постоиме како извршен одбор, кој што извршен одбор има преседател и членови, значи имаме 7 члена. Исто така имаме и собрание на здружението, како и надзорен одбор. Функционираме, значи, по зацртаниот закон за Сдружение на граѓани и фондации. Одржуваме состаноци по потреба на извршниот одбор, или пак како секција во одредена активност. Во моментов за спроведување на Сладоледијадата функционираме како секција за спроведување на креативни активности. Дали имате соработка со други институции? Да, соработката со другите институции е неизбежна, значи во нашиот град, бидејќи функционираме на локално ниво. Поточно одредена соработка имаме ставено на хартија, значи со ученичкиот дом Лазар Лазаревски и туристичката агенција Мартин, со кој што имаме подпишано меморандуми за соработка. Исто така не е исклучена соработката и со општина Велес, која што ни прискокнува во помош, како и останати субјекти од туристички агенции и во одредена ситуација кој што некој ни притребал. Сега во моментов не можам да се сетам точно кој, меѓутоа секогаш сме имале добра соработка. Сега можеме да преминеме на манифестацијата. Кога за прв пат се организираше и како дојде до идеја да се направи сето тоа? Значи, прв пат Сладоледијадата се организираше во 2007 година. Идејата протекна од самите нас, поточно после произнесување на идејата за питијада, која што се случи исто така од група ентузијасти во нашиот град, наши сонародници, со кои што јас контактирав во тоа време. Така, во неврзано, осетивме дека има простор за една летна манифестација, каде што во нашите простори недостасува, значи, летна манифестација и во самиот момент се роди идејата за Сладоледијада, бидејќи е летно време и бидејќи тоа летно задоволство, кое што го имаме сите на располагање, не е спомнато претходно во ниједна друга манифестација. Имаше ли заинтересираност како прв пат нешто ново се случува? Да, точно. Првата година имавме најголема заинтересираност и тогаш имав дури 10 учеснички. Со тоа што секогаш како прв пат кога се пробива мразот, тогаш може да има изненадувања. Немавме спонзор во моментов, тоа е спонзорот што требаше да биде спонзор да ни го донира сладоледот, ни откажа, така да ние моравме да се снаоѓаме и
Меѓутоа добро се снајдовме во Така. ситуацијата, ниту гостите не осетија, ниту надпреварувачките дека не ни недостасува сладоледот и се заврши така добро, дури неочекувано добро. Што има за цел оваа манифестација? Целта на манифестацијата е во прв план, значи, да ја прикаже креативноста на самите жени членки на Сдруженијето. Знаеме дека од секогаш жената нели има златни раци и од секогаш во нашите простори жената била таа водечка која што ја носи креативноста на себе, така да и овој пат не изостанува. Мислам, сакаме да го нагласиме тоа дека секогаш нашата жена е посебно креативна. Друга цел на манифестацијата е исто така невладиниот, тоест граѓанскиот сектор, да произнесе еден вид на соработка со приватниот бизнис секторот. Што значи, ние им ставаме до знаење на нашите приватни фирми дека преку формата на граѓански здруженија можат да ги рекламираат своите производи во изработка и во представување на самите производи. Так, еве, ние додека разговараме, можеме да погледнеме и како помина манифестацијата. Како оди начинот на пријавување? Дали има ограничен број на учеснички кои што може да се пријават? Значи, ограничен број ние ставаме во одредени моменти кога за тоа не ни дозволува просторот. Така. Значи, ние се работи за количината на сладолед или за идејата, секогаш се сите добродојдени. Меѓутоа, кога сме ограничени со простор, тогаш знаеме да речеме нема да бидат 9, 8, ќе бидат 7 или 6, за да сепак нели има одредени услови за да може да настапат комотно, кој што беше случајов со годинава. Так. Просторот ни дозволуваше, оценивме за 6 и затоа настапивме како 6. Дали само членките на Сдруженијето можат да се пријавуваат на оваа манифестација или пак секој кој што има желба? Значи, секој може, кој што има афинитет и желба и кој што мисли дека може да се најде тука во оваа ситуација, има простор, значи, да биде пријавен, додека членка на Сдруженијето станува и секоја заинтересирана жена која што нас сака да настапи со самата креација. Ние на самите манифестации оставаме простор за пристапување спрема членството. Так. Тоа ни е еден и основен извор кој што доста и ги привлекува членките на нашето здружение. Во моментот, значи, на учество, на дружење, станува и членка на Сдруженијето. Од година во година дали забележувате дека се зголемува интересот за учество во оваа манифестација? Да, се забележува интерес за учеството, посебно во тој дел што секогаш, секоја наредна година имаме нови учеснички. Тоа ми се случува, значи, континуирано, најмалку 2 нови учеснички. Минатата 2015 имавме дури 4 нови учеснички, годинава сме пак со 2 нови, така да тоа ни покажува дека имаме континуирано зголемен интерес за самиот настан. А тоа значи дека една учесничка може да биде повеќе пати така на манифестацијата? Да, јас имам, Не е значи, ограничен број. да, точно. Имаме ние 45 учеснички заклучно со годинава, Така. значи регистрирано, од кои што неколку од нив се веќе повеќе пати учеснички. И секогаш гледаме од старите учеснички да имаме веќе тука на тој пулт кај што се изработуваат декорациите, бидејќи им е од помош На консултации новите на кои што- новите. Да. Дали има заинтересираност од другите градови или сепак се работи за локална манифестација? Манифестацијата за сега се уште на локално ниво. Со таа разлика што 2004 и 2005 година веќе ние, ствари не, 2008 и 2009 година, се извинувам, имавме учеснички од Скопје, значи од Така. главниот град. Така да не е исклучено и за понатаму манифестацијата да добие некој друг карактер. Ајде сега да објасниме како поминува еден ден на сладоледијадата, кога започнувате, како течат сите тие работи за да се дојде до финалниот производ. Значи, подготовките за сладоледијадата не траат еден ден. Еден ден е самиот настан, настанот е па и краток. Тоа ни се потврди и годинава, кога имавме после завршување на настанот доста посетители што дојда и што рекоа зар завршивте веќе. Меѓутоа имавме на располагање сладолед кој што можеше да се продаде, па така тие што не посетија покасно не останаа со празни раце. Подготовката за сладоледијадата трае па и не многу долго време, меѓутоа најмалку 2 месеци претходно. Значи пред 2 месеци на случување на настанот, значи ние веќе некаде кај
јули месец на крајот стапувам во контакт со спонзорот, со фирмите кои што треба да ни го изработат репрезентативниот материјал. Значи ништо не се прави така кратко и наеднаш. Подготовките си течат континуирано и секојдневно, значи контактите со учесничките, со новите, со претходните. И овдека веќе се ствара една како да кажам, корелација меѓу учесничките и организаторките, каде што постојано се консултираат што ќе се употреби, како ќе се настапи и една таква еуфорија нив ги држи пред да се случи манифестацијата еден ден, така и убаво еден месец постојано да мислат на неа. Споменавте дека бројот на учеснички се одредува во зависност од тоа каде се одржува манифестацијата. Тоа значи дека секоја година се одржува во различни простори? За жал да. Значи ние со простор во нашава општина за одржување на манифестацијата како првенствено мислевме дека е најсходно тоа да биде туристички објект. Меѓутоа не наидуваме секогаш на такво расположение кај нашите туристички објекти, што јас искрено се надевам во иднина дека малку од друга страна ќе треба да ги гледаат работите, бидејќи туристичка атракција се знае за кого носи придобивка, за самата наша општина, како и за самите нив како субјекти. Треба да ја прифатат манифестацијата на малку поинаков начин да настапат во соработката со нас. Мислам, ова нека не се испадне како критика, туку само како добро намерно искажано спрема нив. Ние досега сме имале добар однос со нив. Сметавме дека локацијата на базен Снупи е најпогодна за тоа. Самата атмосфера си придонесува да има таква локација. Меѓутоа се надеваме дека во наредните години тој простор ќе биде малку повеќе и адаптиран за доброто и на самиот град, и на самите граѓани и поточно за нас како манифестација. Годинава, еве благодарност до локалната библиотека Гоце Делчев од Велес, тие ни испадна, значи исто така во сусрет, значи соработката со нив ние исто така добро. Сметавме дека тој простор ќе биде најадекватен и пристапен до граѓаните, бидејќи манифестацијата беше со хуманитарен карактер. Така, за тоа ќе споменаме нешто подоцна повеќе. Да. Што се е потребно покрај сладоледот за да се направи крајниот производ? За да се изработи една креација и за да се настапи на оваа манифестација, покрај сладоледот можат, значи, самите членки, учеснички, надпреварувачки да употребуваат и други намирници кои што треба да бидат првенствено за јадење. Тука доаѓаат во предвид секаква форма на обланди, колачи, се што е за јадење, значи, фондан смеса, чоколадото им е неизбежна смеса од која што се прават фигури и тоа доста умешно знаат да го направат учесничките, како и овошјето и зеленчукот. Значи, овошјето е посебно неизбежен дел и кој што најмногу се употребува во декорацијата заедно со сладоледот. Така. На кој начин ги обезбедувате сите намирници, сите оние средства кои што ви се потребни за реализирање на една сладоледијада? Средствата кои што треба да се набават намирниците, значи намирници за да набавиме ни требаат одредени средства. Дел од намирниците ги обезбедуваме ние самите членки, значи самите надпреварувачки за кои што сметаат дека можат да ги набават во моментот, додека поголемиот дел ние ги набавуваме со наши средства на Сдруженијето, кои што, еве ќе спомнам, значи во соработка со општина Велес аплицираме на проекти за невладини организации и здруженија, кои што и сега во моментов тече конкурсот при општина Велес, си конкурираме со еден таков проект и добиваме одредени средства кои што ги употребуваме стрикно за намена за оваа манифестација. Така. Манифестацијата е од надпреварувачки карактер, дали се чувствува тој надпреварувачки дух помеѓу учесничките? Да, точно, надпреварувачкиот дух се чувствува многу. Дури постоела ситуација да има нели она за замерка надпреварувачки дел, па да се коригираат самите со себе. Така да, меѓутоа, ми изненадува во последно време, посебно годинава, затоа што надпреварувачките уште кога дојдоа и кога почнаа да се поставуваат на местата, меѓусебно си дадоа признание дека ете твоето е најдобро и беа воодушевени, почнаа да се воодушевуваат меѓу себе, соработуваат и тоа мене посебно ми прави задоволство.
Што е она што влие кој ќе биде најдобар? Дали може би времето тука игра улога или пак се работи за тоа, за декорацијата, за изгледот на крајниот производ? Значи вака, сладоледот како сладолед ни е понуден од нашиот спонзор. Го имаме во количина која што е достатна за нашата манифестација. Во овој дел значи имаме сладолед на располагање од сите видови на спонзорот. Тука доаѓаат овошни сладоледи, чоколадни сладоледи и многу други во последно време, значи ги имаат многу и по боја и по вкус. Значи сладоледот освен како намирница, потребно им е претходно да обезбедат надпреварувачките и одредена декорација која што зависно од просторот и местото каде што ја одржуваме, може да ја изработат или на самото место претходно, значи тука на лице место, или пак да ја донесат спремна доколку условите комплетно не им овозможуваат. Тука мислам посебно имавме ние со години ледени фигури, замрзнати фигури кои што кај нас немаме услови тоа да го направиме баш онака како што треба. Значи тие самите се топат и сето тоа топење и на сладоледот и на фигурите од мраз допринесува до одредени услови кои што ние треба да ги обезбедиме претходно. Додека од страна на овошјето и другите работи, тие можат на лице место да се направат, така што ние претходно, значи кога ќе почне самата манифестација, оставаме простор каде што учесничките си се припремаат. Значи, кажано им е, можете да си ги припремате фигурите и тие работи, значи вкупно нели целата замислена работа, да пократко, кога веќе ќе дојдеме до некои си, да не речеме они цело време се активни, меѓутоа оставаме 10 минути во кои што прегласуваме дека надпреварот е почнат и во тие 10 минути тие треба точно да ја доловат целата нивна креација и да го постават сладоледот токму таму каде што им е замислено и каде што треба. Кој одлучува за тоа кој производ е најдобар? Значи секогаш имаме жири, меѓутоа секогаш оставаме и присутните гости да си го дадат својот глас. Сепак гласот на присутните гости секогаш е пресуден во одлучувањето на најдобрата креација. Жирито е тука за да се коригира, нели за да даде некои своји мислења, дали има некои работи кои што се употребени, кои што не се за јадење, некои за пропозициите по право кои што ни се поставени, додека секогаш присутните гости со своите гласови одлучуваат за тоа која е најдобра креација на сладолед. Така, претпоставувам дека имате и награден фонд. На кој начин се обезбедува и што е наградата за победничката? Наградата континуирано кај нас, значи за победничката е викенд патување во некое туристичко место кое што патување или дружење после завршувањето на манифестацијата, членките на здружението, како веќе традиционално да го спроведуваме тоа патување и секогаш е на различни места. Годинава победничката добива викенд патување, значи комплетно во Острошки манастир Црна Гора. Значи тоа е дводневно патување до Дубровник и манастир Острог во Црна Гора, која што заедно со нас, со останатите членки, ќе може да се дружи со нас и да се искористи таа своја награда. Исто така нашиот спонзор несебично, значи дарува и секогаш 5 литри сладолед имаме на прво наградената, на втората имаме 4, на третата 3, додека останатите учеснички имаат 2 литри сладолед, кое што за нивно учество спонзорот им го доделил. Така, мислам дека не споменавме колку литри сладолед имавте обезбедено за годинишната манифестација? Да, годинешнава манифестација се потрошие 160 литри сладолед. Имавме обезбедено 200 литри сладолед на располагање. Тука веќе можам да спомнам дека со самиот континуитет на манифестацијата може да се изведи една вкупна количина на потрошен сладолед. По мои проценки, каде што на почеток точно литражата првите 2 години, значи не ја запишувавме, мислам, или не ни беше означење, меѓутоа некаде на околу 1800 литри сладолед си имаат комплетно потрошени за оваа манифестација. Многу мал дел оди во декорацијата, додека останатиот сладолед присутните гости комплетно го употребуваат, тоест уживаат во тоа летно задоволство. Сега крајниот производ кој што ќе го создадат учесничките се продава, односно го купуваат оние кои што се присутни гости, да ги наречеме, на манифестацијата. Ги има ли во голем број? Значи секогаш е различно, во зависност од присутните гости. Се случувало со години да има
одредени уште претходно да сакаат одредена креација да ја купат. Не сме со продажен карактер на изработените креации. Така. И самите учеснички понекогаш си ги употребуваат или ќе ги поклонат на било кој што сакаат они од присутните гости, поради тоа што е сладолед и не можеме да го носиме на друго место и да сакаме, значи мора на лице место да се консумира истиот. Споменавте пред малку оно што мислам дека е најважно да го кажеме и да го потенцираме е тоа дека оваа година манифестацијата е од хуманитарен карактер. Што поточно значи тоа? Тоа значи дека оваа манифестација во 2016 година, која што ние ја веќе нели заврши и ја изведовме, беше наменета за семејство од Стајковци кое што е настрадано во поплавите оваа година. Значи, ние посакуваме и лично како здружение да не се членките на нашето здружение и самите ние да не се случуваат вакви временски непогоди на нашата територија, бидејќи кога не е добро за сите и ние едноставно во моментов се солидаризираме со тие фамилии, тие семејства кои што го осетија овој удар на природата и затоа решивме оваа година манифестацијата да нема забавен карактер, туку да остане со хуманитарен карактер. Сладоледот кој што гостите можеа да го консумираат во моментов, пак ќе речем во неограничена количина, за истиот имаше поставено донаторска кутија каде што можеа да си остават свој прилог, додека одредена количина на сладолед кој што беше во поголеми пакувања, истиот беше продажен, одевме на една символична цена, која што им беше на располагање на присутните гости и кои што учествуваа во сето тоа. Собраните средства сега во наредниве денове, значи, треба да си легнат на сметка на фамилијата од Стајковци, со кој што ние претходно стапивме во контакт и тие веќе ни кажаа и претходно за што ќе бидат употребени истите средства. Додека имаме и еден дел кај што, освен финансии, собравме стара облека и обувки. Во склоп на оваа манифестација? Да, во склоп на оваа манифестација. Значи, истовремено, додека траеше манифестацијата, имавме дел кај што имаше задолжени членки и од присутните гости кои што беа претходно известени. Собравме одредена количина, така не баш малку, завидна, во стара облека, обувки, меѓу кои имавме и средства за хигиена од одредени членки донирани. Истите ќе бидат наменети за семејствата од Стајковци, меѓутоа не за оваа фамилија, него на општо на заедничката сметка за донација на облека и обувки. Дали ова прв пат како манифестацијата има хуманитарен карактер? Да, годинава прв пат има хуманитарен, како што реков и претходно, секогаш има забавен карактер, меѓутоа годинава заради оваа причина решивме да има хуманитарен карактер. Бидејќи секогаш има некому кому треба да се помогне, дали планирате и размислувате во иднините манифестацијата секогаш да биде од хуманитарен карактер? Вака сега, самата манифестација, мислам дека нели претходно пред се треба да дојде до израз оноа што е целта на манифестацијата, креативност на сладоледот, креациите кои што треба се изработат од сладолед. Додека хуманитарниот дел во нашето здружение не изостанува. Ние континуирано, значи секоја година имаме хуманитарна акција на стари облека и обувки. Така. Се случувало тоа да бидат и школски прибори и играчки за деца, како и одредени количини на храна од зимница, кое што секој пат сме ја донирале и тоа пред се на Заводот Владимир Капија за лица за рехабилитација, нели, каде што имаат најголема потреба од оваква една манифестација каде што донираме, да не речем во големи количини на стара облека и обувки. Долги години ја реализирате оваа манифестација, дали се случува да приметите дека нешто не функционирало како што треба во некој од претходните години, па да промените во наредната година, од било кој аспект? Да, тоа секогаш се случува. Значи, секоја година ние имаме нешто да промениме во однос на претходната. Секогаш тоа што во моментов ни стои како недостаток или сметаме дека не е било доволно добро направено, наредната година веќе се прави напори сето тоа да се коригира и да се изведе според нас на некој начин кој што е подобар за прикажување. Так. Претходно не споменавме, манифестацијата нормално секоја година се организира во летниот период поради нели бидејќи тогаш се консумира сладоледот, меѓутоа дали секогаш се организира на истиот датум во истиот месец?
Да, некако, по непишано правило, без донесена претходна одлука за датум, ние од секогаш, значи, манифестацијата се одржувала на 30 или на 31 август. Затоа придонесуваат повеќе фактори. Знаеме дека 28 август е ден, нели, верски празник кај нас, на Богородица. Така. Тој верски празник сепак ние го поштуваме за нашите, нели, сограѓани да си го испоштуваат како што треба. И за да потоа на 1 септември веќе почнува учебната година и нашите ученици тргнуваат во училиште, така да ние малку и од страна, нели, на гледање на работиве како мајки, сакаме да им пожеламе среќен успех и почеток на нашите ученици во новата учебна година и, нели, онаа што вика така да им биде со благо. А они сладоледот најмногу го сакаат и мислиме дека во летен распуст така може и да им заврши. Значи не е случајно сепак бидејќи датумот е на 31 август. Да, па како што нема ништо случајно. Така. Мислам дека споменавме се за оваа манифестација, меѓутоа јас би сакала да го искористам вашето присуство тука и да споменеме нешто околу другите активности кои што ги реализира Сдруженијето од самото постоење па низ годините навамо. Па како што реков и претходно, значи имаме повеќе хуманитарни акции направено. Исто така имавме уште една манифестација освен сладоледијадата, која што ја спроведувавме 3-4 години. Тоа беше новогодишна тортијада. Така. Која што се надевам дека во наредниот период повторно ќе биде активирана и дека ќе можеме да ја спроведиме доколку за тоа сетиме одредени услови, нели, доколку имаме заинтересирани членки. Сепак тоа е манифестација каде што произискува, нели, повеќе малку материјални средства, па и време, во кое што нашите членки по последниот период наназад се помалку го имаат, бидејќи сите се во работен однос, а празниците барат, нели, поголема подготовка и токму поради тоа што тој период ни доаѓа некако како пренатрупан со активности и представуваат повеќе терет отколку, нели, сепак треба да биде рекреативно. Меѓутоа се надевам дека некоја таква слична манифестација во овој период сепак ќе постои кај нас. Во кој период од годината сте најмногу активни, ако можеме така да кажеме? Најмногу сме сега, токму во овој за сладоледијадата, кога е најжешко. Еве, после нашиот разговор можеби има припаднички на понежниот пол кои што сакаат да се придружат кон вашето здружение, како можат да го направат тоа? Значи, тие може да се, имаме ние изработена Facebook страна. Така. Меѓутоа имаме и простори во урбаната заедница Славе Петков, која што сега во кратко време ќе бидат така, мислам, опремени малку поодоснествено кој што треба. И самите членки во контакт со нас ќе можат, нели, ќе има истакнато и време во кое што ние ќе бидеме континуирано присутни во просториите, во кое што ќе можат тие да се обратат до кај нас, да дојдат, да стапат во контакт, да ги запознаеме со одредените активности и да ги произнесат своите идеи кои што ги имаат, бидејќи сепак ово е здружение за мултикултурни активности. Ние во се што е во доменот, нели, на нашите можности, секој што сака, кога нешто сака, може да го направи, доколку некоја жена смета дека може да се најде овде, може слободно да ни пристапи. Според статутот на нашето здружение, членки може да бидат жени од 18 до 88 години, така да слободен ни е пристапот, што не значи дека не можеме да имаме и одредени почесни членови од страна на машкиот пол. Било тоа да е во секој однос во соработка, ние сме отворени за соработка. Тоа го дискутиравме и пред да започнеме со разговорот. Дали очекувате ете во иднина дека ќе има и припадници од машкиот пол на овие активности, особено на сладоледијадата? Да, секако дека очекуваме, и годинава за малку ќе имавме. Меѓутоа, еве ги охрабрувам јавно и машкиот пол дека слободно може да дојдат да искажат својата креативност со оглед на тоа што ние веќе во градов имаме паралелка, имаме факултетот, тој дел од страна на гастрономската кувари и келнери, така да машкиве се доста застапени во тие паралелки. Еве, јас ги охрабрувам јавно да не се придружат и мислам дури дека може да бидат многу подобри од самите жени. Така, можеби потоа тоа ќе налага и промена на името на здруженијето. Па не баш. Малку потешко за тоа, меѓутоа за соработка сме тука. Јас ви благодарам многу на гостувањето, имавме навистина интересна тема, ви посакувам успех во се она што го работите во иднина. Ви благодарам и вас за денешната покана.
Благодарам значи на К1 за соработката и се надевам дека и понатаму ова наша сработка ќе продолжи. Секако. Почитувани гледачи, вие во продолжение ќе ги погледнете рекламите.